На само 100 метри од последните куќи во Дебар почнува малото бизнис царство на Скендераме, кој чуваше стотини овци и има свој пасишта од 20 на хектари. Семејниот бизнис Аме го развива со син му, кој е вратен од Германија за да му помогне во работата на татко му и кој заедно со овчарите е на се уште зелените пасишта во Дебарско. Аме вели, откако кило сирење е околу 600 денари, пари има повеќе. Но тој, како и сите овчари кои вистински одгледуваат стока, вели дека без субвенции од државата тешко ќе се живее. Но тие доцнат, а млечните црноглави нежни овци купени во Битолско и помалку издашните, но поиздржливи белоглави од Дебарскиот крај мораат секој ден да јадат. Ние не можеме да земеме, например, брзи кредити што земеа некои фирмите едно друго. Ние не можеме тоа да земеме и затоа чекаме само као помош на субвенциите. Например, во зимска доба субвенциите ако не можеме да земаме храна за овците, да ја чуваме. Овци секој ден имаме трошоци, овчарите треба плати да земеат едно друго, па репроматеријали и така натака. Аме вели дека голем проблем до сега било што добар дел од субвенциите за сточарството завршувале кај лажните одгледувачи на овци, кои го изигрувале системот и без да одгледаат ниту една овца и да имаат ниту едно јагне, земале пари со лажни пасоши за стока. Се надева дека овој проблем веќе е минато. Повеќе ние би барале да се зголемеат субвенциите на бројот на овците, на добро, ете како што рече и што рековме сега, ние ќе дава држава на плодни овци, например на лактација, која овца е млечна овца, на тоа ќе дава, плюс ќе дава на продадено јагне, што е точно така, не може да се злоупотребуваат, заради тоа што, например, продадено јагне треба да има пашош, секој тоа не може да, од каде ќе земе тој пашош, например, ако немал јагне. А јас као овчар имам мои овци, има мои јаганце и утре заутре ќе ги продам, ќе ги носам кланица и ќе ми дава пашош за тоа јагне, клано јагне и тоа не се злоупотребува, се значи парите на место, на точно место. Инаку за грловца се даваат 1000 денари субвенција, за задржано женско јагне по 700 денари, за заклано јагне по 400 денари и за секој произведен и предаден литар овчо млеко по 4,5 денари. Аме вели дека голем проблем е што нема работна сила, пред се овчари. Додава и дека субвенциите тој ги користи за да го развие бизнисот, а не како што ги користат по големиот дел од земјоделците, за да преживеат и со нив да ги плаќаат сметките и да се прехрануваат. Вели и дека ако се сака инвестиции во нови мандри, бачила и нови технологии, како што направил тој, парите за субвенции треба да се повеќе. Али треба да се зголемиат висината на продадено јагне. Например, прошлата година ми даде 400 денари на грло јагне, што значи тоа е мало пари се за едно продадено јагне, тоа што значи ни 5% од тие трошкови што има правено со тие од јагнето не ги плаќаат. Друго, например, за лактација на овца што е плодна овца, што, например, јагне ќе произведуваат јагне и млеко, тоа е многу добро што се плаќаат, али многу мало е. Ние баравме 3000, сега најмалку 3000 на грло овци да се плаќаат, а држава дали ќе ни одобреат 2500, дали не, тоа не е добро. Напуштајќи ги пасиштата на Аме, не испрати и младиот Белко, кој како вистински чувар на стадото, при нашето доаѓање не провери дали сме дојдени заарно или не, па откако се увери дека се е во ред, внимателно не следеше се додека не си заминавме. Или што би рекле, муабет си е муабет, но овците мора да се наброи.